Еве ја сликата, значи, од Битолскиот баир. Маријан, повели, ако се слушаме. Значи, таму се наместени колегите. Тука е екипата на Центарот за јавно здравје, значи, традиционалното вакцинирање на децата роми од Битолската населба Баир, како што реков, веќе е во тек, започна утрово во 9 часот и треба да го вклучиме колегата. Во местото Петочна вода, каде што се спроведуваат активности по повод неделата на имунизација. Тука заедно со мене е доктор Трајан Калалевска, која ќе ни даде нешто повеќе информации. Докторке, кои активности се преземаат по повод неделата на имунизација во Битола? Значи, прво ќе ви кажам дека ова е 11-та година со ред како се спроведува ова Европска недела на имунизација. Мотото на ова Европска недела на имунизација е заштити, спречи, вакцинирај. А целта ни е да ги вакцинираме сите невакцинирани деца, децата кои што се нередовно вакцинирани, деца кои што мигрирале од другите мести. Вакцините се бесплатни, безбедни и со закон се задолжителни во нашата република. Тоа значи дека секој родител треба да го дојси своето дете на вакцина, тој се должен, а секој дете има право да се вакцинира. Вакцините кај нас започнува, значи, со уште на породилиште со вакцина против хепатит Б или жолтица и вакцина против туберкулоза. Во нашата служба вакцините започнува со возраст од 2 месеци. Тоа значи на 2 месеци се започнува со 6-валентните вакцини, тоест дитеперовова вакцина пертусисон е ацелуларен и овие вакцини ни се спроведени од 1 август. Предноста на овие 6-валентни вакцини е тоа што значи е прочистен дитеперо, поствакциналните реакции од вакцина, тоест ни се многу помали и многу ретки и се заштедува на тоа што детето иди 3 пати во нашата служба до 1 година и боцкањата се намалуваат од 13 на 7 за возраст до 18 месеци. Значи 6-валентните вакцини се даваа на возраст од 2 и на 6 месеци, а 5-валентните вакцини се даваа на возраст од 3,5 и со полни 18 месеци. Другите вакцини кои што ги даваме се вакцините за мали сипајнци кои што се дава со полна 1 година и вакцини со полни 4 години за дифтерија, тетанус и бела кашлица. Каков интересот кај битолчани за вакцинација? Значи се уште Битола го има проценто на 95%, кој што е задолжителен. Значи ние имаме негде 98% за вакцината. Значи имаме доста голем успех. Повеќе тимови сме, работата си ја вршиме како што треба. Тоа значи секој месец ние праќаме покани до сите деца кои не ни се вакцинирани. Тие деца кои што не можеме да ги најдеме, преку патронажната служба праќаме да одат по домовите и ги да донесат кај нас. Доколку некои од децата не идат, тогаш здравствениот санитарен инспекторат ги праќаме до таму, тие си ги препраќаат до судија за прекршоци. Нашата цел е не да ги праќаме за прекршоци на судија, него нашата цел е да ги повикаме и да ни дојдат децата во нашата служба. Јас ви благодарам што бевте дел од нашата утринска програма. Имам уште нешто да додадам. Во нашата служба, значи до 5 годишна возраст е воведена нова вакцина против стрептококус пнеумоние. Ова вакцина не е задолжителна со закон, него по потреба и по желба на родителите. Значи ова вакцина ги заштитуваме децата од пнеумокок, кој што е најчестиот причинител за отити, за бронхити и бронхопнеумонии. И се препорачува на сите деца кои што имаат хронични болести. Вакцината е бесплатна. Се јавуваат само во нашата служба, ги закажуваме, штом добиеме вакцина си ги повикуваме поново. Благодарам. Тоа беше докторката Трајан Калалевска која ни информираше во врска со активностите по повод неделата на имунизација.